Македонија втора недела е под топлотен бран. Иако жештината не попушта, температурите се околу 40 степен. Се уште не се исполнети условите за прогласување црвена фаза, која вклучува вонредни мерки за сите граѓани, а ризичните групи, хронично болните и трудниците, треба да бидат ослободени од работа. Согласно акцискиот план за превенирање на последиците од топлотни бранови, за прогласување црвена фаза потребно е да се пробие прагот од 2 последователни дена со максимална температура од 41 Целзиусов степен за месец август, што во моментот не е исполнето, според прогнозата на УХМР, информираа од Министерството за здравство. Во меѓувреме од Институтот за јавно здравје секојдневно излегуваат соопшти препораки за населението, а денеска ставија фокус на постарите од 65 години. Не само да не излегуваат надвор кога е најтопло, туку и да избегнуваат вклучување на рерни, шпорети и други грејни уреди од 13 до 17 часот. Затоа што сепак ствараат поголема топлина и може да влијаат негативно. Исто така треба да се знаат и основните симптоми кои што може да бидат. Тоа се вртоглавица, главоболка, без сознание, соодветно може да се појави мускулен грч, кој што мускулниот грч ако се јави до 1 час и ако не се регулира со ладна вода и доволно хидрирање, тогаш дополнително треба веднаш да се викне итна медицинска помош. Од тие засоветуваат при температури околу 40 степен клима уредите да бидат на 25 степени. Оние кои што работат вработени во затворени простории или пак соодветно се наоѓаат дома, треба да бидат климатизирани простории. Доколку е над 35 степени Целзиусови, треба да се знае дека климатизираните простории мора да бидат со клима уреди, а не да бидат со вентилатори, затоа што вентилаторот помага до 35. Над 35 најдобро е да бидат климатизирани простории, да бидат со спуштени ролетни и соодветно затворени да бидат прозорите. После 17 часот се препорачува прозорите да бидат отворени и дополнително да имаме проветрување на воздухот. Според метеопрогнозата и следните 2 дена ќе имаме многу топло време, а благ пат на температурите се очекува од четврток. Александар Динев, Сител телевизија.